Агенцијата за филм и Милчо Манчевски под лупа на антикорупцијската комисија. Чекаат извештај од државните ревизори за да одлучат дали има основ за продолжување на постапката за утврдување можни злоупотреби на средствата. Се работи на извештајот и очекуваме наскоро тој да ни биде доставен, бидејќи има нови пријави за наводни нерегуларности. Ке почекаме да видиме дали тие се вклучени во ревизијата, а потоа, ако има потреба, повторно ќе го отвориме случајот. Комисијата уште пред неколку години го отворила предметот и утврдила дека за потрошените пари за снимање на некои филмови не биле доставени финансиски извештаи пошто побарала кривично гонење на тогашниот директор, а на Заводот за ревизија му наложила да го преиспита работењето на агенцијата. Цивил медија пак, повикувајќи се на документи кои ги поседува, пишуваат дека конкретно за филмот Мајки, Милчо Манчевски себе си исплатил баснословни суми. За режија добил речиси 164 милиони евра, а за сценарио уште 63.000 евра. Дополнително за развој на филмот били издвоени речиси 220.000 евра. На два пати се исплатени суми од 48.272 долари и 41.308 долари, или вкупно 85.000 евра, што според заедничкиот договор се префрлени за развој на филмот, кој својата премиера ја доживеа во октомври 2019 година, а сумите се исплаќани на 24.9.2018 година и 17.5.2019 година. Од каде не се гледа што точно развил Манчевски. Премногу нејаснотии, а премногу пари на граѓаните се придружници на овие филмски проекти и премногу молк од институциите. Инаку ова не е единствениот скандал кој се поврзува со агенцијата за филм. Алфа се уште чека одговор дали ќе биде дозволено емитување на серијата Црвениот поет, посветена на македонскиот револуционер Кочо Рацин, која со години се држи во фиока, веројатно за да не се вознемери Бугарија, а за која се потрошени 23 милиони денари народни пари. Во меѓувреме продуцентот на оваа серија, Владимир Анастасов, продолжува да добива нови проекти, иако Црвениот поет го нема видено светлото на денот со што се изигрува договорот за државно финансирање на серијата. ТВ Алфа и официјално побара да бидат отстапени правата со оглед на тоа што агенцијата има право да ја превземе сопственоста поради неемитување на серијата. Одговор се уште нема.